Почитувани, лицемерието на СДСМ нема крај и се свесни дека паѓаат. Затоа лажните податоци, лажните вести ги лиферуваат преку скапи реклами во јавноста, за да трошат илјадници евра. Воедно, ќе потсетам дека додека беа во опозиција, беа против рекламирањето, а денеска, преку партиска сметка, ги фалат лажните успеси на владата во заминување. Фрлаат илјадници евра за да граѓаните ги трујат со измислени успеси и да се наметнат неуспесите на Зоран Заев и оваа влада како успеси. Главното прашање е колку чини целиот трошок за рекламирање на СДСМ и Заев? Кој ги исплаќа медиумите и чии пари трошат за рекламирање? Според некои анализи на добро упатени експерти, според пазарната вредност на рекламите, Зоран Заев и СДСМ за својата пропаганда да ги разубедат граѓаните дека не одиме во провалија, на само 5 национални телевизии, конкретно за 10 и 11 декември, имаат потрошено по 88.000 евра дневно, односно за двата дена 176.000 евра. Оваа сума е според ценовникот пријавен во единствената официјална агенција која ги мери рейтинзите. Значи за 2 дена 176.000 евра за реклами кои содржат лажни вести за фалење на владата во заминување. Вистинското прашање од каде се овие пари? СДСМ е должен да одговори дали тие ги трошат народните пари кои им се добиени од државното финансирање или се работи за рекетирани црни пари. Дали СДСМ навистина троши 176.000 евра за 2 дена или има обезбедено попуст на овие стандардни цени за рекламирање. А ако има попуст, да одговори на кој начин тој го издействувал попустот. Ке нагласам, медиумите воопшто не се виновни. Овие прашања се до СДСМ. Почитувани, залудни се сите обиди на Зоран Заев и СДСМ да се исперат од сите штети што ги направија на Македонија и на граѓаните. Ниту една скапа кампања, ниту една реклама нема да им ја промени ситуацијата на граѓаните кои живеат од ден за ден и крпат крај со крај. Тоа јасно се гледа на анкетите, кои што ги има и Зоран Заев и оттаму му е оваа паника. Времето на транзициони политичари завршува. Политичарите како Зоран Заев, Шекерински и останатите ќе отидат во историјата бидејќи доаѓа обнова на Македонија. Ви благодарам.